Добро вечер. Владата го усвои ребалансот на буџетот. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска на пресконференција кажа дека со него буџетскиот дефицит ќе се зголеми на 750 милиони евра, или за околу 120 повеќе во однос на првично предвиденото. Таа уверува дека приходната страна останува стабилна, а дефицитот се зголемува за да се обезбедат повеќе пари за капитални инвестиции. Вкупните расходи се ревидираат на 425,2 милиарди. Овие дополнителни средства ги насочуваме кон јасно утврдени приоритети. Обезбедуваме дополнителни средства за земјоделски субвенции, субвенции во железнички сообраќај, поддршка на спортот, студентскиот и ученичкиот стандард. Обезбедуваме и дополнителна поддршка за најранливите категории граѓани преку средства за социјални надоместоци, заштитни друштва, народни кујни и мерки за деинституционализација. Зборуваме за дефицит кој ќе финансира развој. Тука има зголемување за 0,6% поени во однос на иницијалната проекција, со што буџетскиот дефицит се ревидира на 46,1 милиарда денари, односно на 4,1% од БДП. За прв пат ова зголемување на дефицитот е резултат пред се на повисоките капитални расходи и инвестициите во инфраструктурата. Не зборуваме за дефицит кој финансира тековна потрошувачка, туку за дефицит кој финансира развој. Со најавата за зголемување на буџетскиот дефицит, власта брутално ги прекрши фискалните правила и законот за буџети, кои што предвидуваат дефицитот да не надминува 3% од БДП-то, обвинија од СДСМ. Зголемувањето на дефицитот е потврда дека буџетот е празен и неизвестно е дали ќе има пари за плати и пензии. А продлабочувањето на дефицитот значи само едно – нови скапи задолжувања што ќе ги враќаат граѓаните и идните генерации преку повисоки камати, даноци и повисоки услуги. Граѓаните најдобро знаат каква е вистинската состојба на економијата во земјава. Доволно е да погледнат во своите паричници и во своите фрижидери. Стапката на раст на цените на основните прехранбени производи во јули да биде под 3%. Ова е исходот од состанокот на владата со представниците од најголемите ланци маркети. Дополнително предвидено е државниот пазарен инспекторат да направи споредба на цените со тие од минатата година. Во мај месец беше 4,5-4,7. Ако тоа се спореди со соседството, да речеме Грција е над 5%, Бугарија е над 6%, Романија е над 8%, истото е и со Косово, Хрватска и така натаму. Нешто помала помеѓу 3 и 4 е Србија и Албанија. Нашата цел е во јули да почнеме со под 3% годишна промена на цените на основните прехранбени производи и оваа задача си ја поставивме и ние како влада, но и собствениците или представниците, би рекол, на најголемите ланци на маркети во Македонија. Граѓанската иницијатива Стоп за Усија излезе на протестен марш, кој што почна пред собранието, а заврши пред Министерството за животна средина, кое е задолжено за издавање интегрирани дозволи. Од иницијативата посочија дека наместо усогласување со европските норми и најдобрите достапни техники, Усје бара продолжување на работењето со гранични вредности за загадување од 2007-та. Претходно од компанијата Титан Усје реагира дека апликацијата за продолжување на интегрираната еколошка дозвола ја поднеле согласно важечките законски акти, како и дека строго ги почитуваат сите обврски кои што произлегуваат од важечките регулативи и остануваат посветени на усогласување со сите идни законски решенија. Не веруваме во тврдењата дека новата дозвола за Усија ќе биде усогласена со закон што треба да стапи на сила во 2027 година, бидејќи фактите што се до денес јавно достапни го покажуваат токму спротивното. Верзијата на барањето што Министерството ја објави не е подготвена според новите законски стандарди, како што се тврди во медиумите. Напротив, содржи помалку обврски, како што можете тука да видите, од постојната дозвола.
Не очекувам позитивен развој на односите со Бугарија, вели премиерот Мицкоски, кој оцени дека состојбата се радикализира по објавувањето во јавноста на дипломатска нота за престој на неговото семејство во Бугарија. За случајот кој, како што кажа, ја загрозува нивната безбедност, откри дека ги информирал и партнерите во НАТО. Детали од Јана Јосифовска. Како дипломатски преседан ги оцени премиерот Христијан Мицкоски дипломатските службени белешки од Бугарија, кои неодамна беа јавно објавени на бугарски Facebook профили и портали, поврзани со посетата на неговата сопруга и малолетен син во Пампорово во јануари. Според него, со објавувањето на оваа дипломатска нота од бугарските власти, се загрозува безбедноста на неговото семејство, а за случајот кажа дека ги информирал и партнерите од НАТО. Мицкоски овој пример го посочи како одговор на прашање дали очекува напредок во разговорите со Бугарија, оценувајќи дека последните сигнали од Софија не даваат причина за оптимизам, туку напротив, вели состојбата дополнително се радикализира, а потезите од бугарските власти ги оцени како аматерски и неразумни. Вчера видовме еден преседан во дипломатијата кога излезе дипломатска нота за тродневен престој на мојата сопруга со мојот помал син кај наши пријатели, да речеме, во Пампорово. Нешто што е невообичаена пракса во светот на дипломатијата и можеби единствена како таква. Замислете ние сега да ги вадиме сите дипломатски ноти кои што ги испраќаат од нашиот источен сосед и практично во тие дипломатски ноти пишуваат работи кои што можеби исто така би биле интересни за јавноста. Така што вчера видов еден преседан, второ јас за ова веќе ги информирав и партнерите од НАТО, затоа што со ова вадење на оваа дипломатска нота се загрозува безбедноста на моето семејство. На Facebook профили од Бугарија минатата недела се објавени два службени документи. Едниот за патување на семејството на Мицкоски во Банско лани во јануари и вториот за патувањето во Пампорово, кое Мицкоски го посочи од јануари оваа година. Со имиња и презимиња се објавени личните податоци на сопругата и синовите на Мицкоски, возачите на автомобилите со кои оделе во Бугарија, полицајците и обезбедувањето кои ги придружувале и нивното оружје. Делумно се замаглени броевите на нивните пасоши и типот на крвната група, а целосно се гледаат броевите на регистарските таблици и марките на возилата. Во објавите на бугарските профили на социјалните мрежи, документите се пропратени со пропагандни текстови, во кои премиерот Мицкоски се портретира како политичар што користи говор на омраза, додека неговите блиски одат на одмор во Бугарија. Тоа беше се во вечерниот преглед. Пријатно.